Централен дневник на К1, добро вечер. И во ова информативно издание ги донесуваме најновите информации од регионот. Гледајте не, започнуваме веднаш по кратките најави. Собствениците на недвижен имот во две катастарски општини, во Велес и Свети Николе, ќе имаат можност бесплатно да го запишат својот имот. По 22 пат беа представени традиционалните колачи на манифестацијата Влакцето на баба. Мајсторот по џудо од Белгија Габриел Сапта беше во посета на Кавадаричкиот џудо клуб. Очекувам од политичките лидери да демонстрираат демократска зрелост и да донесат одлука во интерес на земјата и граѓаните и нивната европска перспектива, изјави еврокомесарот за проширување Јоханес Хан при предавањето на донација во теренски возила за граничната полиција при МВР и за Центарот за управување со кризи. Apparently it will still take some time. They should negotiate and they should take a decision in the interest of the country, its citizens. European perspective, it's about quality and not speed, and they should negotiate, they should demonstrate their democratic maturity, should have an excellent program based on the Bruges Agreement, commitment to the European perspective, and if this is the case, I'm very confident for the further future of the country. Собствениците на парцели во 31 катастарска општина добиваат можност бесплатно да добијат имотен лист. Станува збор за катастарски општини со над 20% неутврдени права на собственост, опфатени со годишната програма на владата за 2017 за ажурирање податоци по службена должност. Предвидените 31 катастарска општина за годинава се во надлежност на катастарските оделенија во Велес, Гостивар, Куманово, Македонски Брод, Свети Николе и Штип. Собствениците на недвижен имот во катастарските општини Габровник и Ораодо Велешко ќе може бесплатно да добијат имотен лист. Ова денеска на пресконференција го соопшти директорот на Агенцијата за катастарни недвижности Славчо Трпевски. Тој вели дека ова е дел од годишната програма на владата за 2017 година за ажурирање на податоци по службена должност. Предвидени се 31 катастарска општина и тоа во Велес, Свети Николе, Гостивар, Куманово, Македонски Брод и во Штип. Оделението за катастарни недвижности во Велес ќе врши бесплатно запишување на правата на собственост за катастарските општини Габровник и Ораовдо. Оделението за катастарни недвижности во Свети Николе ќе врши бесплатно запишување на правата на собственост во катастарските општини Кирилија и Кишина. Од 2014 година, по измените на Законот за катастар и недвижности, Агенцијата за катастар спроведува акција за бесплатно запишување на правата на собственост. Минатата година по овој основ 4000 граѓани и правни лица добија своји имотни листови. Продолжува уништувањето на урбаната опрема во Велес. Во паркот пред училиштето Васил Главинов уништени се дрвија, клупи и корпи за отпадоци. Јавното комунално предпријатие Дервен и локалната самоуправа прават напори за разубавување на градот и обновување на урбаната опрема, но несовесни граѓани континуирано уништуваат. Граѓаните го осудуваат ваквото однесување. Валентина Михајловска со деталите. Уништувањето на урбаната опрема континуирано продолжува. Паркот пред Општинското основно училиште Васил Главинов неколку пати во низа е мета на несовесни граѓани, овој пат и во најладниот период во месец јануари. Освен оваа паркова површина, се уништува и патната сигнализација. Велешани го осудуваат ваквиот вандалски чин. Се повеќе се уништува најчесто тоа од младите, затоа што не гледаат да ги зачуваат она што го имаме, затоа да ни остане тоа подолго. Па немаме доволно култура, веројатно. Треба да малку да се обрати внимание, младите треба да пазат на тоа. Треба казна. Тие што ги кршат, треба да има цивилни лица, да гледаат и да ги прат одма. Културата чим не владе и ќе крши. Тоа што не постои ништо. Тоа е. Ти кажав, па не култура е. Необразовани,
хулигани, деликвенти, тоа е. Па денешна младина само пако справат. Треба да има мониторинг, рекоа дека ќе постават камери кои што ќе ги гледаат насилниците што прават штета. Заложбите на локалната самоуправа беа на сите паркови површини да се постави видеонадзор, но Агенцијата за заштита на податоците не даде одобрение. Ние ги набавивме камерите, но за жал агенцијата не ни дозволи тоа да го направиме, поради нарушување на приватноста. Ние сме должни да го почитуваме тоа што не предочи агенцијата, во спротивно началникот ќе сноси кривични последици. Јас ќе напоменам дека во изминатиот 3,5 годишен мој мандат имаме потрошено повеќе од 46.000 евра за реконструкција, само значи за поправање на оштетена урбана опрема од секое ниво. Од наместените 80 корпи за отпадоци, во моментов нема ниту една, а уништувањата продолжуваат во континуитет. Градоначалникот Чадиев потенцираше дека камерите на парковските површини ќе се постават во моментот кога ќе добијат дозвола за тоа, во едноупати апел до граѓаните да ја чуваат урбаната опрема. Изложбите компаративна игра од Миле Брцевски и Македонија од Валентина Карамфилова-Стефановска отворени се во ликовниот салон. Делата на Миле Брцевски нудат реалистично фигуративен концепт, додека скулптурката Валентина Карамфилова-Стефановска преку нејзините дела ни пренесува идејата за љубовта кон татковината, за нејзината историја и традиција. Изложбите компаративна игра од Миле Брцевски и Македонија од Валентина Карамфилова-Стефановска отворени се во ликовниот салон. Делата на Миле Брцевски нудат реалистично фигуративен концепт, при што е реализирана идејата која е содржана низ процесот на метаморфоза и трансформација на духовните и традиционални вредности, прикажана преку играта на човекот дете, преку полното и празното, преку блискоста и далечината. Инспирацијата за овие 5 дела тој ја црпел од своите деца. За ова реализација ми бе потребни 6 месеци. Интензивна работа по 4 сати, пошто се работи со техниката за варување, која не смее да биде од 4 сати подолго заради оштетување на видот. Се користи метална арматура и лим. Преку 4 реплики на штитовите на македонската фаланга, скулпторката Валентина Карамфилова-Стефановска ни ја представува идејата за љубовта кон татковината, за нејзината историја и традиција, што остава белег врз поголемиот дел од нејзиното творештво. Следејќи го својот порив, трансформирајќи ја сложената приказна на македонското битисување визуелно, уметнички да ја представи во едно постмодерно разбирање на уметноста. Професорите од гимназијата Добри Даскалов присуствуваат на меѓународна конференција насловена Нови технологии во образованието, која се одржува од 9 до 11 февруари во Белград. Мартина Митков со деталите. Од 9 до 11 февруари оваа година во Белград се одржува меѓународна конференција насловена Нови технологии во образованието во организација на Британскиот совет. Оваа година присутни се повеќе од 6500 учесници од југоисточна Европа, а покрај квалитетната конференциска програма присутна е и богата саемска понуда на најсовремена информатичко-комуникацијска технологија. Професорите од гимназијата Добри Даскалов, Кочо Кочов и Зоран Милевски присуствуваат на оваа конференција, а потоа со дисеминација со останатите вработени ќе ги пренесат и споделат најновите искуства стекнати овие денови за да се применат со цел поедноставно совладување на материјалот и постигнување на подобри резултати. Одговорните во гимназијата максимално се залагаат за осовременување на наставата и опремување на учениците со најсовремена технологија, како 3D уреди, интерактивни монитори и табли, иновативни образовни софтверски решенија, онлайн колаборацијска соработка помеѓу професори од сродни предмети од различни земји за подобрување на наставниот процес. Континуираната едукација на наставниот кадар, постојано следење на најновите трендови во образованието, осовременување на средината за учење, секогаш даваат подобри резултати, а со тоа и училиштето е водечко во градот и регионот и е едно од најдобрите во државата и пошироко.
По 22 пат денеска беа представени традиционалните блакца на манифестацијата Блакцето на баба. И оваа година оваа манифестација е од хуманитарен карактер. Катарина Нацева повеќе. Баклави, торти, разни колачи беа дел од богатата трпеза на 22-та манифестација Блакцето на баба. Вредните раце на пензионерките и овој пат ги подготвија највкусните благи рецепти. Некои подзаборавени, некои се уште дел од секојдневните трпези, но секогаш со задоволство подготвени. Горобиите како препознатливо блакце за Штип, оваа година господја Олга Гугујанова ги подготви за 22-то издание на манифестацијата Блакцето на баба. Оваа манифестација дел е од посебно значење со донација што донираме со Блакцето бабите што го донесуваме денеска. Карактеристиката на Блакцето на баба од Штип. Горбиите ние веќе ги имаме тука застапено. Традиционални благи рецепти имаше од пензионерки ширум републикава. Некои за прв пат, некои веќе видени, но секогаш пренесени на помладата генерација со цел да се продолжи традицијата. И се учат и они, младите се учат, зашто да не се учат? Кој е како си сваќа така. Ги прават, Да, прифаќат си и младите се добри. Секако дека ги пренесуваме, колку прифатат младите. Знаат да направат нешто, да ве прашаат. Да, прават дури покомплицирани благи прават од нашите. Се прават, ја мислам, бабините блакца, старите рецепти. Доколку ние се ангажираме и младите ќе го наметнеме она нашето традиционално да го прифатаат, затоа што навистина се многу вкусни рецептите од нашите баби, нашите мајки, па и ние сега сме баби, ќе ги пренесеме на нашите ќерки и внуки. И оваа година манифестацијата е од хуманитарен карактер. Нада Алексова вели дека преку ваквите манифестации се негува духот на традицијата, а воедно преку донација се представува и хуманоста. Годинава имаме повеќе намени на оваа хуманитарна акција. Ќе напоменам само едно, дека Сдруженијето на инвалидски трудови пензионери имаат потреба од една пинг-понг табла заради да се забавуваат, а тие нас, на нашето здружение, не излегуваат во пресрет, имаат превозно средство, па понекогаш им плаќаме за тоа, но сакаат секогаш да се дружат со нас и доаѓаат. Па сега ние ќе им возвратиме со една пинг-понг табла. Блакцето на баба континуирано се одржува од 1996 година. Покрај ваквите манифестации преку кои се анимираат луѓето од третата доба, Сдруженијата на пензионери во соработка со Сојузот на пензионери организираат и други заеднички активности каде се дружат и забавуваат. Еврокомесарот Јоханес Хан денеска се сретна со председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Европската Унија донираше 33 теренски возила со цел полесно справување со миграцијата. Вестите од Македонија. Еврокомесарот Јоханес Хан со денешната средба со председателот Ѓорѓе Иванов ја заокружуваат дводневната работна посета на Република Македонија. Во текот на вчерашниот ден, еврокомесарот оствари работни средби со председателите на парламентарните политички партии. Еврокомесарот сесијата на работни средби ја започна со лидерите на најмладите политички партии во Македонија. Лидерот на БЕСА Билим Касами и Един Села од Алијанса на албанците. Потоа Јоханес Хан се сретна со Мендух Тачи, лидерот во оставка на ДПА, па со лидерот на Дуј Али Ахмети. Сака да помогнат ние што побрзо да излеземе од оваа криза. Не сака да се мешат во нашите внатрешни работи, но тука се за да помогнат. Тие се многу заинтересирани за стабилноста и за Македонија да продолжи во патот на евроинтеграциите и членување и да биде што поскоро членка од НАТО. Мислам дека на албанците веќе им недостасува опозиционер како што е ДПА и како што сум јас. Без да има писмени материјали, нема подписи од Демократската унија за интеграција. Последни во низата состаноци со еврокомесарот беа лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, Зоран Заев и Никола Груевски. Штом ќе го добиеме мандатот, ние ќе ги кажеме прецизно сите наши ставови и те како се суштествени по сите детали од сите точки од платформите на потенцијалните партнери со кои што сакаме
да ја создадеме владата. За средбата Груевски Хан, директорот на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН Иво Котевски, во изјава за Република, рекол дека главни теми на разговорите биле организирањето и резултатите од изборите, постизборниот период и обидот за создавање на коалиција, зрелоста на ситуацијата за нови парламентарни избори кои би се организирале заедно со локалните, дебатите за законот за употреба на јазиците, специјалното јавно обвинителство, платформата на албанските партии, а меѓу другото и предностите и слабостите на широките коалиции и искуствата на Македонија со ваквите коалиции. Инаку, еврокомесарот Хан вчера во изјава за новинарите потенцираше дека тој не носи никаков предлог за решавање на актуелната состојба, но потенцира дека важно е новата влада да се формира на солидна и широка основа. Со цел полесно справување со миграцијата, денеска Европската унија на македонската полиција и донираше 33 теренски возила. На примопредавањето присуствуваше и еврокомесарот Јоханес Хан и министерот за внатрешни работи Агим Нухију. Ова донација од 31 теренско возило во вредност околу 800.000 евра пред се е наменета за заекнување и недополнување на техничките капацитети на граничната полиција со цел нејзино полесно и поефикасно функционирање според современите професионални стандарди и полесно справување со предизвиците во борбата против меѓународните закани и прекограничниот криминал, а особено во справување со мигрантската криза. На некој начин ова помош представува и признание од Европската унија за нашиот досегашен придонес и успешно менаџирање на бегалската криза. 31 возило од оваа донација се наменети за потребите на граничната полиција на МВР и 2 теренски возила се за потребите на Центарот за управување со кризи. Возилата се набавени преку фондот на Европската унија специјална мерка, чија цел е поддршка на владени институции на национално и локално ниво, соопшти делегацијата на Европската унија во Скопје. Возилата се погодни за тешко пристапни терени и имаат капацитет за 7 полициски службеници. Неколку стотици граѓани на Нов Зеланд учествуваа во акцијата за спасување на китовите кои се насукаа на брегот Фарвел Сплит на јужниот остров. Силна снежна бура го зафати североистокот на Соединетите Американски држави. Вестите од светот. Неколку стотици жители на Нов Зеланд зема учество во акцијата за спасување на китовите кои се насукаа на брегот Фервел Сплит на јужниот остров. Заглавени се 416 китови, а досега загинаа повеќе од 300, што е најлошиот ваков случај во Нов Зеланд досега. За преживеаните китови се грижи локалното население, кое ги одржува нивните температури ладни и се обидува да ги смири. Научниците не знаат зошто и што придонело толку многу китови да се насукаат. Понекогаш се случува и постари, болни или повредени китови да направат грешка и да влезат во плитките води од кои не може да излезат. Се случува и еден од нив кога ќе се најде во ваква ситуација да им испрати сигнал на останатите кои доаѓајќи по сигналот завршуваат како него. Експертите велат дека плитката вода ги буни китовите и ја попречува нивната способност за навигација. Во февруари 2015 година околу 200 китови се насукаа на истото место, од кои речиси половина починале. Еврозоната да остане единствен блок, а земјите членки да ги спроведуваат заеднички обврските, е ставот на германската канцеларка Ангела Меркел. Според Меркел, за обезбедување на таквото единство на еврозоната, незините земји членки мора да го спроведуваат сето она што ќе го договорат. Изјавата на Меркел следи откако во средата германскиот министер за финансии Волфганг Шојбле изјави дека Грција ќе мора да ја напушти еврозоната, доколку не ги спроведе обврските што ги превзеде со договорните пакет мерки за помош на земјата. Притисокот врз Грција за спроведување на реформите мора да се продолжи со цел земјата да стане конкурентна. Во спротивно државата не ќе може да остане во зоната на заедничка европска валута, изјави Шојбле за германската телевизија Арт.
Указот кој го даде претседателот на Америка Доналд Трамп, со кој на патниците на 7 претежно муслимански земји на 3 месеци им беше забранет влез во САД и на 4 месеци беше стопирана програмата за прием на бегалци, Сојузниот апелацијски суд одби да го врати на сила. На оваа одлука веднаш реагираше Трамп, кој на Твитер напиша: "Се гледаме на суд, безбедноста на нашата нација е во прашање." Советот од тројца суди од 9-тиот Американски апелацијски суд одби да ја блокира претходната одлука на понизок суд со кој се суспендира указот. Постои можност за поднесување жалба до Врховниот суд, а со одлуката на понискиот суд во Сиетл привремено е забранет указ, а адвокатите на Американското министерство за правда поднесоа жалба до 9-тиот апелацијски суд за таа одлука. Женскиот ракоматен клуб Вардар за следната сезона доведе засилување. Договорен е трансфер на Драгана Цвиик од Будукиност, која важи за една од најдобрите дефанзивни ракометарки во Европа. Таа во Вардар доаѓа како двократен европски првак во 2012 и во 2015 година. На репрезентативен план со репрезентацијата на Србија освои сребрен медал на светското првенство во 2013. Има и златен медал од Медитеранските игри во Мерсин. Во 2008 година беше избрана за најдобра ракометарка во Србија, а во 2013 година и дел од All-Star тимот на светското првенство. Останатите вести од спортот во следните минути. Во рамки на заедничкиот проект на Интернационалната џудо федерација, Интернационалниот олимписки комитет, Македонскиот олимписки комитет и џудо федерацијата на Македонија за зајакнување на капацитетите на македонското џудо во Кавадарци, по втор пат присуствуваше Габриел Сапта, експерт на Интернационалната џудо федерација. За разлика од првата посета која беше насочена кон запознавање на тренерите од македонските џудо клубови со новите правила во џудото, овој пат Сапта, кој ќе остане во Македонија цела година, беше дел од редовниот тренинг на џудо клубот Кожувчанка. Кога ќе помене сите клубови во државата, тогаш ни останува да направиме еден сублимат како да го подобриме вкупно џудото како олимписки спорт. Значи би организирале 4 школи, да ги наречам, 4 тренинг центри во државата, веројатно Прилеп, Скопје и уште 2 тренинг центра, каде што сите клубови може да доаѓаат да тренираат и да одбереме кои ќе бидат најдобри учесници за наредниот олимписки термин од 2020 година. Целта на неговата посета беше да ја увиди работата на кавадаречките џудисти, да им подели совети, но и да ги наблюдува репрезентативците и потенцијалните кандидати за националниот тим. I'm second time here in Kavadarci. I was first time 1 month ago. Јас сум втор пат овде, во Кавадарци. Првиот пат бев пред еден месец. Во овој момент работам во функција на тренер, а потоа ќе започнам да работам со сите џудо клубови од Македонија. Затоа сум овде да видам како тие функционираат, што е добро, а што не е и да им помогнам. Овој викенд планирам да ја завршам обиколката со клубовите, а истовремено ќе посетам 6-7 клуба и потоа ќе започнам да работам со националниот тим кадети, јуниори и сениори. And after that we start working with national team, cadet, junior, maybe senior. Покрај следењето на работата со клубовите, Сапта ќе се вклучи и во подготовките на младинските репрезентативци за предстојните надпреварувања. Со ждрепката која беше извршена денеска во просториите на Кошаркарската федерација на Македонија, одредени се двојките за четвртфиналето во Лима Купот на Македонија 2017. Бранителот на титулата МЗТ Скопје за противник во четвртфиналето го доби Гевгелиски Кожув. Домакинот на завршниот турнир Фени Индустри за место во полуфиналето ќе се бори со Охрид. Најтрофејниот македонски клуб Работнички ќе игра против Куманово, додека во последниот четвртфинален меч ќе играат Карпош, Соколи и Вардар. Покрај дуелите во машка ќе се играат и надпреварите во женска конкуренција, а завршницата на Лима Купот на Македонија 2017 ќе се одржи од 17 до 19 февруари во салата Јасмин во Кавадарци.
Времето денеска претежно облачно со слабо проврнување на дожд. Ке дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура ќе достигне до 9 степен. Да ги погледнеме деталите. Ви благодарам за вниманието, почитувани. Имајте пријатна вечер со програмата на КР.